Денешниот петочен разговор во Деница ќе го посветиме на јогата. Нешто доста актуелно во моментов и во Битола и во Македонија, а воопшто и во светот. Со мене тука во студиото Александра Митковска, јога инструктор. Добро утро, ви благодарам многу што ја прифативте поканата и да можеме вака повеќе да ги информираме гледачите, но и да направиме еден конструктивен разговор кога се однесува на овој малку поинаков од онај стандардизиран македонски начин на живење. Да. Една поинаква култура, по секој случај. Да, секако. Добар ден и на вас, добро утро, на вас, вашата телевизија и сите гледачи што ве следат. Да, убаво ете и за јогата малку повеќе да се разговара, сепак за нешто што е позитивно во овие денови, сепак е навистина важно да се разговара. Нашиот разговор го насловив како јога, начин кон подобро живење. Ете, се повеќе млади, она што е интересно, се договарат, се случуваат тренинзи, како вие ги нарекувате, но ете сега повеќе кон гледачите, што е јогата, што представува таа? Па токму тоа, јогата е еден, како да кажам, може да се нарече дека и начин на живот, но пред се е една дисциплина и наука. Наука за човекот, наука за самиот себе. Зошто? Затоа што таа всушност ги обединува сите потенцијали што ги има човекот и ги развива на едно повисоко ниво. Значи, пред се работи со физичкото тело, значи да го ојакне, да го витализира, да го направи да биде еластично, да биде прочистено, за понатаму исто така да го дисциплинира и дишењето, да го дисциплинира целиот дишен систем, да го прочисти, урамнотежи, енергетскиот исто така, да може да стигнеме потоа до умот, да може да го дисциплинираме и самиот ум и да стигнеме до самите себе, до една духовна рамка. Често пати, народно кажано и она што се случува, многу од нас посветуваат внимание повеќе на телото и како се одвива, но сепак човекот е состав од тело и дух, односно и оние ментални способности, сето тоа диригира како и да се однесува телото. Каква е ситуацијата, бидејќи вие постојано? Поврзаноста, мислите, да. Има голема поврзаност, значи не случајно зашто се работат телесни техники на физички план, значи работиме вежби и разни други техники, заради сето тоа заради да стигнеме до нашиот ум. Дури јогините сметаат дека телото на физичка манифестација е всушност една физичка манифестација на нашиот ум, како работи. Така да дисциплинирајќи го телото на што кажав, да може да стигнеме и до нашиот ум. Тоа е една многу една од најтешките работи, да се направи дисциплина на умот. Затоа што човекот особено во овој начин на живот има премногу стрес, многу информации, мисли, постојано работи умот. Треба на некој начин да го смириме малку, да се смират тие мисли, да ги отстраниме и кога ќе се отстранат, ќе се прочисти умот, да се видиме самите себе. Ние самите себе ретко да се гледаме, да се наблюдуваме. Тоа е тешкотијата и тоа е оваа дисциплина за да стигнеме до умот. Го споменавте дишењето. Поново, постојано и во порталите и докторите кои се занимаваат со кардиоваскуларни болести, но исто така оние инфаркти, сето тоа, најчесто се става акцентот на учење на правилно дишење. Го заборавивме, иако е сосем нормално дишам. Значи, го заборавивме точно. Ние се раѓаме со дишење какво што треба да е. Меѓутоа, со текот на животот, баш она што кажав, стрес, нервози и тие работи, тоа се пореметува, станува забрзано, станува плитко, не дишиме целосно со целиот капацитет, станува со неправилен ритам. А дишењето е всушност првата алка под која се диригираат сите останати процеси во нас. Во зависност од тоа колку кислород внесуваме и каква размена на гасови се прави,
се всушност работат сите процеси. Работата на мозокот, срцето, крвотокот, варењето, желездите со внатрешно лачење, се е под директива на нашето дишење. Ако дишењето е пореметено, и другите останати работи, за жал, процеси се пореметуваат. Затоа правиме една дисциплина и едукација на дишењето. Кога тоа ќе се подобри, почнуваат и другите процеси да се подобруваат. За жал, луѓето не знаат дека главоболката што имаат секојдневно е резултат можеби на тоа неправилно дишење. Ако се земе и фактот во предвид дека на секоја клетка во човековото тело е потребно кислород, тоа е точно. Тој правилен начин на живење. Постојано се зборува правилно вака, правилно онака и што е правилно, но сега ќе обрнеме внимание повеќе на дисциплината, односно на јогата. Општо познато дека ја подобрува физичката благосостојба кај човекот. Го зајакнува имунитетот и потоа се потикнува да се регенерира одново и да може човекот повторно да се врати на она положба да биде функционален. Така е, да. Го подобрува, секако дека го подобрува нашето здравје. Во суштина, јогата не има, значи, за цел таа основа да прави, иако, значи, целта е поинаква во јогата, за да стигнеме до таа состојба, значи, да се видиме себе во едно друго светло и поинакво доживување. Значи, во себе има некои спиритуални, духовни предсецели. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа, значи човекот за да може тоа да го направи, треба да има едно здраво физичко тело, да има добро прочистено тело, дишен систем, енергетски систем, сето тоа како што кажав, една алка, по еден редослед сето тоа се движи. Така да, правејќи ги сите овие техники што ги правиме, действуваат и терапевтски, значи во одредени медицински институции во светот, па и кај нас веќе почнува да се пробудува свеста дека јогата действува кон тоа, действува терапевтски и го подобрува нашето здравје. Многу често, за жал, особено причината за која што се доаѓа на јога е токму таа, здравствени причини, за да си помогнат себе си. Сега, кој е тој начин? Јогата е многу нежна дисциплина, значи работиме, може секој да ја прави. Така да со одредени нежни движења ние го ослободуваме заморот, напнатоста која што е можеби и основата за сите заболувања и неправилности што ги имаме во нас. Правиете тоа, да кажам, преку дишењето да се сите системи повторно да можат да профункционираат добро. Во Битола функционира веќе таа школа за јога, како е средено сето тоа, како можат битолчани да ве најдат, да дојдат? Па, ние работиме во Центарот за убавина виола, веќе втора година сме во тие простории. Инаку јога друштвото Битола веќе наредната година слави еден убав јубилеј, 30 години од постоењето, имаме така една убава историја. Меѓутоа, како можеби како друштво, јога друштво Битола, можеби не знаат сите, се наоѓаме во склоп на една многу сериозна школа, наречена Јога Сојуз на Македонија, која што има вака во повеќето градови, значи си има своји центри и друштва кои што работиме, значи сите заедно, а која што всушност школа ја основал учителот Павлос Хасанагас и работиме токму по неговата методологија, која што тој ја развива пред околу 45 години веќе, има доста големо искуство и развива една таква методологија за работа со јога, што всушност е имплементирана на овој современ човек. Затоа што јогата, познавајќи дека потекнува од други простори, значи порано се предавала на сосем друг начин, во ашрами, посебни, значи институции, да речам, што биле затворени. Меѓутоа, тие луѓе биле посветени целосно на себе и само на тоа што работат. Меѓутоа, денешниот современ човек има обврски, значи треба да оди на работа, треба да исто да гледа фамилија, деца и така натаму. Ова јога е прилагодена токму на овој начин на живот, да може секој да ја практикува.
И како се одржуваат часовите во моментов? Да, часови имаме групи различни, имаме почетни групи, средни, напредни, имаме часови за бремени во овој момент, значи течат. Така да, ако некој е заинтересиран, треба да се јави на нашите телефони или да дојде во центарот за убави на Виола, па да се информира. Или на нашата Facebook страна имаме Јога друштво Битола, така, Јога сојуз на Македонија, ќе не најдат секако. Бидејќи она што е сега во моментов актуелно, тоа е јогата за трудници, кое се реализира во соработка со Министерството за здравство на Република Македонија. Сега малку повеќе на таа тема. Да, ние навистина сме многу задоволни и среќни што веќе свеста дека јогата станува дел од тие медицински, како да кажам, научни, веќе истражувања потврдуваат дека добро делува и сето она што го кажавме, ако делува на човекот во позитивна насока, а зошто да не тоа да се искористи за една бремена жена, што е уште поважно, затоа што таа во себе ствара и нов живот. Така да среќни сме што Министерството за здравство најде еден осет за сето тоа и направи проект да може секоја бремена жена во нашиот град, во основа се 4 градови во кои што се спроведе овој проект, значи Скопје, Штип, Прилеп и Битола, да може во тие градови бремените жени да си практикуваат бесплатно јога за бременост. Во соработка со гинеколозите на Македонија и ете една убава можност, апелирам до сите жени кои што се после 12-та недела, тоа е важно, значи да навршат 12-та недела од бременоста, па потоа може да дојдат. Доколку бременоста е здрава, нема никакви проблеми и ете доколку гинекологот им советува да може да практикуваат. Зошто е токму ставен акцентот? Бидејќи од една на западот веќе постојано се практикува овој начин на живот, на истокот веќе е традиција, кај нас како е прифатено? Па, како да кажам, добро е, во основа има интерес последно, тоа е како еден моден тренд што веќе и кај нас се шири. Па и она што го кажавме, значи здравствените проблеми кај луѓето веќе ги носат кај нас за да си помогнат и самите лекари ја препорачуваат веќе јогата. Но верувам дека има и луѓе кои што не се добро информирани што сепак значи јогата и што е. Дали тука допринесува и колку начинот на исхрана и каков треба тој да биде кога истовремено се практикува и јога? Јас мислам треба да имаме и така еден добар режим на исхрана. Значи секако видете јогата дејствува како што кажав прочистувачки на нашиот организам. Ако ние упорно му внесуваме нешто што не е добро, па и во вид на исхрана, па и воздух несоодветен и сето тоа и вода несоодветна, дејствува да повторно ги тие механизми малце ги исцрпи и да ги а доколку внесеме нешто што е добро и прочистено и енергетски си има една добра конституција, тогаш дејствува уште повеќе, значи во таа цел на која што одиме и целиме. Ке се задржиме особено сега на помладите или на младите луѓе. Според Светската здравствена организација забележано е зголемен број на деца со анемија кои веќе се развиваат. Исто така, сите оние промени на работниот столб, се на порана возраст се доживуваат срцеви заболувања, инфаркти, сетото мозочни удари. Ете сега една кон помладите. Помладите нели не знаат некогаш да се опрат. Да. Како за жал правилно распоредување? Има и ред други болести со кои што сме ги согледуваме ние самите и што е уште потрагично, значи не само на физички план што доаѓаат со ментални проблеми, со психички проблеми и се пратени многу често од самите психијатри. И уште да речам пожално. Па тоа е тоа што го носи сепак ќе речам современиот начин на живот и тие се опфатени и сето тоа. Можеби во мал дел доаѓаат и како моден тренд да видат што е јогата, секако дека сакаат. Меѓутоа за жал ги има и заради овие причини. На која возраст најчесто доаѓаат? Па
После 20-та година има, тоа е најчеста група, да речем, од 20-та до 40-та, така имаме најповеќе практиканти. Меѓутоа, сме имале практиканти кои што работат во доста добри години и биле почетници на своји 70-80 години, доаѓале со ред болести, заболувања, за да можат понатаму да на некој начин се подмладат и ги пополека ги си помогнуваат и ги отстрануваат дури и болестите што ги имаат и живеат една убава старост. Навистина се активни, се витални, енергични, тоа е многу важно. Не значи староста дека треба да бидеме сенилни, да бидеме неподвижни, не. Значи на сосем добивање на едно поинакво темпо на сепак од нас зависи како ќе. Што се најстува до литература, да веќе достапна и на интернет пишани текстови и сето тоа, но дали постои, некои луѓе не можат да, мислам, немаат можност, како да се каже сето тоа, да присуствуваат на часовите, но дали може самостојно да се изучува? За жал не, затоа што, барем да се помине, аз би рекла, тој почетен курс од 2 месеци, да се оснознат оние почетни најосновни техники во јога, затоа што работата со јога е една жива наука. Таа се пренесувала од секогаш и понатаму тоа важи да се пренесува од учител на ученик и не може едноставно од книга. Ние може како информации да разбереме сето како да испрактикуваме некоја техника. Меѓутоа, она што ќе го правиме да биде многу поразлично од сето тоа. Дури во книгата да биде добро напишано и на интернетот, често пати се случува и таму да има некои информации што не се баш проверени и добри. Така да таму нема кој да не коригира, нема кој да ни покаже, нема кој да не советува. Најдобро е да се дојде, да се осознае малку практиката, за да може понатаму и самите да имаме еден сенс за тоа што е добро, а што не е. Ќе одиме накратко со реклами, па повторно ќе се вратиме да го продолжиме разговорот. Се враќаме повторно во студио со нашиот разговор, ефектите од јогата во продолжение. Што практикуваат луѓето, но кои се ефектите? Подобрување. Да, подобрување, кажавме, на здравјето, на физички, ментален, емотивен, енергетски и на крај духовен, како да кажам, аспект. Да. Многу, значи од сите аспекти од нашето живење има некој подобрување. Ги споменавме и трудниците, односно бремените жени. Сепак создавањето еден нов живот не е мала работа, ако се земат сите тие начини, тие 9 месеци како се одвиват. Кои се тие позитивни ефекти? Ефектите се многубројни. Пред се од практикувањето во преднаталниот период, значи, кога жената е бремена, и тука исто така е многу важен тој период кога практикува жената јога, но исто така не само во тој период, туку ние правиме едукација и обука за тоа што жената треба да прави, како да прави за причинот на пораѓање, а исто така и ефектите се продолжуваат и во постнаталниот период. Еве ќе наведам некои од нив, например, во пренаталниот период жената пред се го осознава нејзиното тело. Нели тоа се менува сега, станува, расте стомакот, самата конструкција станува поинаку, таа треба да ги прифати сите тие промени, да го прифати сето тоа, да работи на себе и да може телото да го зацврсти или да го задржи во една цврста форма, затоа што жените многу често кога доаѓаат во таква состојба се залежуваат, се поштедени од работа и така умлитавуваат на некој начин. Бремената жена треба да го задржи телото во цврста, витална и енергична форма. Особено акцент се става на техниките на затврстување и правење на еластичен карличниот дел, значи што е многу важно, и пелвичната зона. Постојат посебни техники, значи, и за тоа. Потоа исто така се подобрува функционалноста на дишењето кај жената во тој период и таа учи како да диши и што е многу важно за неа. Потоа исто така станува енергична, како што кажав, се урамнатежува енергетскиот систем.
ги надминува подобро состојбите како што се од самата бременост, гадење, повраќање, отоци по телото, болки во мускулатурата и така натаму. Учи да стане свесна за себе. Ние она што учиме на јога пред се да бидеме свесни. И ја учи таа свесност, затоа што ќе треба и за понатаму. Учи да биде опуштена, смирена, што е многу важно. И да го надмине на некој начин стравот од чинот на пораѓање. Затоа што факт е дека последно жените се задојани дека тој чин мора да биде страшен, мора да биде болен, мора да биде непријатен. А не мора да биде така и не е така, тоа е еден убав чин. И со сите овие техники и обука што ја правиме на самите трудници, тој страв се отстранува постепено. Да кога ќе дојде чинот на пороѓај, едноставно тие доаѓаат таму опуштени, среќни, смирени, што е најважно, и сакат тоа да го направат. Значи да видат како е. Доживувањето е навистина посебно. Потоа во чинот на самиот чин на пороѓај, значи правиме обука како жената треба да диши, кои се техниките, кои техники на дишење да ги примени во тој чин. Потоа како да прави опуштање, на која група на мускули да прави опуштање, и го учи тоа при самата бременост. Значи сите тие месеци за кога ќе дојде во чинот на пороѓај, тоа и такако важно да ги отпушти одредена група на мускули, за да може да побрзо да дојде до отварање на родилниот канал и побрз пороѓај. Тоа да може да се справува со самите контракции, при тоа да остане смирена, опуштена. И што е најважно, да соработува со лекарскиот тим, да биде свесна за се што и се случува. Да ги слуша лекарите како тие советуваат, така тоа да прави. И во постнаталниот период имаме сега исто така една нова средина, нова ситуација. Јогата всушност исто така ја учи жената како да ја прифати новата состојба, значи во која што се наоѓа, има повеќе обврски околу бебето, грижата околу бебето, па и околу себе, и околу себе треба да има на грижа, како да ги усогласи останатите обврски со сето ова. Како да се врати телото на физички план во првобитната состојба полесно. Исто така да ги контролира емоциите, да остане, значи, од ментален аспект, затоа што и текако тогаш настанува една бура на емоции, на сето тоа. Да може јогиската практика ги урамнотежува, ги смирува и тие ситуации. Има многу ефекти. Еве, ова се така да речам најзначајните. Да ги поканиме гледачите да ви сконтактират и вие ќе им покажете како да се упатат кон оваа дисциплина и како да го подобрат својот начин на живот. Небитно во смисла дали се во оваа ситуација или пак во некоја друга. За сите е добро. Јас ви благодарам многу за гостувањето во Деница на телевизија Мега. Во иднина се надевам дека уште ќе разговараме за успешни приказни во секој случај. Се надевам и јас. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Благодарам. Почитуване, ние одиме понатаму со содржините на Деница.